Почитувани мој добар ден, повторно со ново издание на Црвена линија. А во него, анализите покажуваат дека цената на струјата на светскиот пазар е драстично намалена. Првиот човек на регулаторна комисија, Бислимовски, најави дека е можно враќање на дневната ефтина тарифа на струјата. Зошто наместо да се намали цената на струјата во првиот блок се размислува за воведување дневна ефтина струја? Тоа на што ќе разговараме секако денес со вас, а ќе ве подсетиме, меѓу другото, задолжително да не заследите на социјалните мрежи. Подсетувам, Црвена линија, профилот на Facebook, секако профилот на Телма телевизија на Facebook, не има и на Твитер, а особено заследете на Инстаграм. И веќе веднаш можете да дадете одговори на денешното анкетно прашање кое што ни е поставено на Инстаграм стори. Па денес ве прашуваме: воведувањето ефтина тарифа е поради под А, потреба на граѓаните, или пак под Б, популистичка мерка? Еве, овака изгледаме ние на Инстаграм стори, така да доколку не сте не заследеле, повторувам, заследете не и секако веднаш можете да кликнете на позицијата за одговорот кој што е ваш. А во продолжение ве подсетувам, правилото останува исто, до нас се доаѓа многу лесно, 02307-005. 5 линии се активни, што значи можноста да се вклучите и повеќе пати е голема, но и да ви има и во поголем број. Секако, бидејќи ќе зборуваме за нешто што верувам и како имате што да кажете. Така да, еве, што мислите, ова ќе го прашаме и секој некој што ќе се вклучи во Црвена линија, дали воведувањето ефтина тарифа е поради потреба на граѓаните или популистичка мерка, и зошто наместо да се намали цената на струјата во првиот блок, всушност се размислува за воведување на повторно дневната ефтина тарифа на струјата. Добар ден. Да, добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас секако. Ме прашате вие дали е цената намалувањето за граѓаните или популизам? Не, за граѓаните. Затоа што сите граѓани во Република Северна Македонија барат барем 2 часи дневна ефтина струја, каде што има потреба од многу работи, не е само една работа да се решава. Тука мислам дека регулаторна комисија на Република Македонија, Марко Бислимовски, кажа ефтината струја од јуни, мислам дека од први ќе се уклучи она тарифа што беше од 2 до 4, каде што, да се разбереме, има многу тешкоти, затоа што домаќинките секаде во ноќните часови уклучуваат машини за перење, ручек прават за другиот интегратор, а вака на некој начин тие домаќинки ќе се одморат малце навечер, па ќе се го изработаат тоа во дневниот дел. И тоа е струја, и тоа се пари, не е битно, али пак е поевтина и таа поевтина струја ќе му послужи на сите граѓани во Република Северна Македонија, дали била рурална или не, или во градовите, не е битно. Таа е потреба, не е луксус и не е популизам. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Еве, слушнавте кои се размислувањата на првиот гледач кој што се вклучи во Црвена линија. Секако продолжуваме со вас. Па да видиме, еве, кои ќе бидат вашите одговори. Зошто според вас, еве, наместо да се намали цената на струјата, повторно нели се размислува за воведување на дневна ефтина струја? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Поздрав за телевизија. Телма? Да, во Телма сте во Црвена линија, повелете. Да, ден демократи владееше од 2006 до 2016 и телевизиите се сите уведени тоа демократија на граѓаните се јавуваат. Само кој ќе извине да дебатирам малку на овој слушател Северџано што е. Северџан прифаќа, а во каде тоа кога бил полицијата работил, да Македонија устав да го бране. А не устав, он го предава устав. За личен интерес. Тоа треба двојно да одговара. Воведување за струја фетува од секој избори. На сите избори ово го проведе, струјата проведе. Проведе, профитира 250 милиона, 400 милиона е проведе. Профитир.
Шикерина е учесник у предавството и Владо Буцковски, предавнико на ВЕЙСЕ, предавнико за... Ајде да се држиме, Иве, дали сметате дека е добро и доволно да се врати дневната профитира од тенковите. Добро. Сега вака, да кажем, струја, треба не да се намали, треба се они да ги нема. Они се ке витуват преко пресови. На сите телевизии витува ефтина струја, матка со тие харти, против ги зголемија. 3 пати овој нелегитимен премиер, не избори се дава доберба на гласови народо, 3 пати у негово време се качи струјата. Со златни приборот и буџетот. Во ред, благодарам за јавувањето и еве како потсетување да се држиме до темата и навистина сакаме како граѓани и гледачи на Црвена линија да ни дадете ваши одговори и размислувања врзани токму за она за што дискутираме. Па да видиме кои ќе бидат одговорите на следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме. Јас се јавувам од Западна Македонија. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Ме слушате? Да, повелете. Вака да ви кажам. Имате едно македонско село што нема улично осветлување како што имат Зајас од Кичево до Зајас по автопат, а селово немат осветлување од патот до селото. Меѓутоа, овие ајр да не видат ни овај ни парламент еден, например, Дали гледате и улеснување за тоа што се најавува дека ќе биде воведена дневна ефтина струја? Ало, не ве слушам во мен. Дали ме слушате или не? Ние ве слушаме, имаме прашање до вас. Дали гледате... Сакам да ви кажам дека овие парламент еден ајр да не видат. Пошто ние пензија земаме по 9000 дена. Благодарам многу за вклучувањето и веќе потсетам за понатаму. Имаме целосно разбирање за некои гледачи кои што навистина име Голгота да го истуркаат месецот, но она за што дискутираме денес, ве молам да се држиме до темата, односно еве токму како потрошувачи, знаете дека беше укината дневната ефтина тарифа на струјата, но повторно се размислува нејзино враќање. Па дали е полесно можеби да се намали цената на струјата во првиот блок или пак многу полесно е нели токму да се спроведе воведување на ефтина дневна тарифа на струјата, односно да се врати повторно овој модел. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро во Црвена линија сте. Пред се да ве поздравам, Тина, и да ви кажам дека сте една од најубавите водителки во Република Македонија. Благодарам на комплиментите. Дали е најубава меркава што планира да ја вратат? Вака. Пред се со струјата ќе имаме проблеми. Овој период е период кај што не ни треба многу потрошење на струја. Меѓутоа, нека се воведе таа дневната ефтина тарифа од 2 часа. Зашто да не? Во полза на граѓаните кои што куваат во тој период се кува ручак и тие 2 сата нека се искористат како тарифа на ефтина струја. Немам ништо против. Меѓутоа, господава кои што не ја водат државава, нека водат се дека за кратки, за неколку месеци пак ни доаѓа струја, зимата. Ќе ни биде потребна за клими, за грејење и за други потребни работи струјата. Ние ништо не размислуваме да изградиме некои помали хидроцентрали, зашто знаеме со што се соочуваме со недостаток на струја. И затоа сакам да ги потсетам да не спијат во овие летни периоди, него да одработаат. Ги поздравувам и тоа да направат таа ефтина
тарифа на струја нека биде, зашто да не 2 часа не ги кошта ништо, така да тоа е од моje мислење е тоа. Ви благодарам и ви поздравувам. Убава водителке. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете секако да не гледате и да слушнете што понатаму ќе кажат гледачите, кои меѓу другото секојдневно нели се корисници на струја. Знаеме дека никогаш го уживавме тоа право да имаме и дневна ефтина тарифа. А сега, нели, во недела, слободно ќе кажам, сите, па дури јас сме преоптоварени и се разбира, најмногу се готви, најмногу се пере, токму во недела, бидејќи целиот ден не со ефтина струја. Но, наповедок е повторно да се врати овој модел, односно да се воведе дневната ефтина тарифа на струјата. Дали сте повеќе за тоа или да се намали цената на струјата во првиот блок и како гледате на оваа мерка? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Тина, поздрав многу до тебе и Голем до поздрав и до вас. сите, нормално. Благодарам. Сега да ти кажам најискрено, не сум твитерџија, ама ај ќе се обидам како твитерџија да се изразам. Значи, сакам да кажам дека ова со струјава многу убаво, најискрено. Замисли, молимте 2 сата ефтина струја, па колку тоа ја ќе уштедам, нели? Па дали сака да се искупат што си ги качија толку многу платите, па сега си викат, ај на оваа сиротињава да им дадеме ефтина струја, ќе се израдуваат. Будалетинки се, па ќе се израдуваат, ќе им дадеме малку така. Нешто, нели, 2 сата, тие се така, нели, не разбираат. Јас тоа така го сваќам, значи, што ќе добиеме јас од тие, знаеш, се качи, сите цени се качија и сега најмаш демек, леле, што ќе направиме за вас, а што направивме за нас? Тина, не ми вреди ништо мене таа ефтина струја, кога немаме леб да јадеме. Значи, не кажувам за мене, кажувам за сите луѓе, кажувам за оние сега, малку да се тргнам од темава за една реченица, само тие што го барат лекот, сакаат да дишат, сакаат да живеат, сега ние ќе правиме на овие, на народов ќе им даеме ефтина струја. Мислам, тоа толку е крајно безобразно. Значи, што убаво стои на темата, дали да се намали цената на струјата, па нормално да се намали. Што ми значи тоа на мене, што им значи на тие луѓе, на тебе што земаш ова 20.000 плата, ти значи нешто? Не ти значи ништо. Значи, сакам да кажам ништо, све ни од... Така, благодарам што се вклучивте и вие. Ќе подсетам само внимавајте и на тајмерот 90 секунди, но нека не ве спречува ништо, нели можете и повторно да не побарате да добиете нови 90 секунди. Секако во продолжение одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден, Тинче. Секој е добро. Овде Баба Роска од Целорма. Како сте, Баба Роска? Јас супер, еве, пита јадам. На здравје нека ви е. Ајде, што ќе кажете за... Жал, си далеко, не можам да ти дадам. Како да, исто како да сум пробала. Мене многу повеќе ќе ми значи ако ми дадете одговор на прашањата, Иве. Да, ќе ти дадам одговор. Па што да ти дадам одговор? Струја. Јас метар дрва трошам месечно 5.000. И 4.000 ми доваѓа струја. Па тоа е 9.000, 15 живам. И ако немам ја друго примање, ако не ми дава деца, па ја треба да умрам за лет. Па до кога ќе да со оваа струја, качија, симлија, ефтина, ноќеска се станала у 2 сата да пуштам машина. Па јас ќе спием утре, пензионер сам, ама снами, ќерка ми, други, млади, нели треба да спијат тие луѓе. У ноќ ќе стануват, ќе пуштат машини. Па до кај иде оваа влада, бре, што прават вака, бре? Ни мачкат очите, си ги покачија на неплатите и сега на нас ќе ни мачкат очи со струја, со вака, со така. Со све не лажат. Ние, ако не сме толку писмени, па попаметни сме од нив. И не дозволуваме да играт мајтар со нив. Ама нема што да правиме. Ние збориме, они си го терат кефот, а да видиме до кога тоа ќе биде. Дали ќе успееме еден ден да ги победиме, ја не знам. Се чудам. Треба да се удружиме и да можеме да ги победиме не од парламентот, од Македонија да се избркат, а да им се земе све што украле. И Македонија ќе биде Париж. Благодарам многу, Баба Роска, за вклучувањето во црвена линија. Меѓу другото, ќе ве подсетам секако да
ги прочитате и насловите, еве, кои што ги издвоивме од tilma.com.mk, најбрзо информирани секако, и веќе почнеме со веста која што е од денес. Трговци со струја должат милиони кон МЕПСО, но регулаторна комисија смета дека ако се заострат критериумите, ќе има големи проблеми на пазарот. Секако, ова се можете подетално да го дознаете доколку кликнете, повторувам, tilma.com.mk, а ние го ослободуваме просторот за ново јавување. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, добар ден, Тинче, се јавува Лиљана од Скопје. Голем поздрав до вас, па еве, дали сметате дека ваквата мерка, доколку повторно по година дена се врати ефтина дневна струја, ќе ги олесни работите или може би подобро да се намали цената на струјата во првиот блок? Тинче, цената на струјата треба да се намали. Со тарифи, со 1 час дневно и со 2 часа ништо не правиме. Ништо, што да сработиме поброго, за да горим, да трошиме таа намалена струја. Уствари и таа не е намалена, само така се лаже народот. Најубаво е да се намали скроз цената на струјата. Да се намали, па да може народот да живее. Да се некој трошок да се скрати трошокот, едноставно. Иначе вака ништо. Со 1 час и 2 часа дали да готвиме, дали да переме, дали не знам што да правиме, дали да се бањаме. Ништо не правиме со 1 час и 2 намалена тарифа. А еве, според вас, воведувањето на ефтина тарифа е поради потребата на граѓаните или повеќе ви личи како популистичка мерка? Ма какви граѓани? Кој ги прашува граѓаните душички? Тоа е све популизам, душо моја. Граѓаните никој не ги прашува дали да намали струја, дали што да направи, дали да покачи. Све е тоа популизам, мачкање очи на народот. Така, имате уште некои десетина секунди, ако имате нешто да додадете, или тоа би било се? Тоа, душо, би било се за денеска. Поздрав! Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Одеме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, Ало? во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Овде баба Фимка, баба Роска јадела баница на кај е на здравје, ма малце не со толку близко да отидам и јас на баница кај незе. Може. Алал некои 85 години, ама уште работе свака и час. Да ви кажам за струјата ова, треба да се намали и то многу. Мене не ми е јасно, постоите во години и сме ние постарите, ма пак разбираме да прочитаме толку. За пренос на струја, што не е линиите тамо, пишува пренос на струја, имам 803 денари, а сум потрошила струја 860 денари. Тоа не ми е јасно, значи скоро исто колку што сум потрошила, толку даваме за пренос на струјата, на линиите, сакам да кажам, пренос, така пишува. Многу тоа. Не знам порано дали било така, не памтам, башки имам стари сметки да видам дали така сме плаќали сега, или сега како дојде оваа влада, не знам како да речем, побрго да се оди, утепа со све и со плати, децава млади, по 20.000, нас пензионерите 7-8% на ним, 78%, на здравје нека е, ама како ќе ги трошат, они знаат, како ќе влегува једењето на нима, што има луѓе, што зима по 12.000. И навистина, и на платне, значи, како што каже, да се басавата, луѓето се на работа, ништо не значи, али да се намале, да биде онака намалено и тоа многу повечко, а не е вака намалено, а штоку намалено, ништо не сеќаме. Да се намале пола, не 10% или колку. Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Драго ми е дека ви има во голем број. Добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, во црвена линија сте. Повелете. Се јавуваме од Гостивар, се јавуваме. Голем поздрав до гостиварчани кои следат црвена линија. Хвала ви многу за струјата.
Има многу што да се купи на струјата. Добро е пак што нешто сакат да донесуваат. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Најверојатно се исклучи гледачот. Еве уште едно подсетување денеска, мора да признам, не напоменав ниту еднаш, но дојде можеби и времето. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот при вклучување во црвена линија, зборувајте телефонски со мене преку слушалка и се разбира тогаш одлично ќе се слушнеме во секој случај. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Па види вака, намалување на струјата, на цената на струјата што е од првиот блок, ако тука интервенират, ќе треба да намалат и со трансферот на струјата. Значи, парите се тука, кајмокот се збира у трансферот на струјата, значи преносот. Тука се кајмакот, плюс ова исто е така, како ти кажа, популистички методи се овие. Ова е нарачка, да речеме, денеска го гледам често го давате по телевизија, тој Дейвид Гир. Тоа е такви тие се, знаеш, оно како ние американски не цени, знаеш, производот не кошта 600 денари, него 599 денари кошта производот и така да 5 евро води напред и ти одма паѓаш на нова, добре, 599 денари, ако устари 600. Не е битно, значи тука е играта, манипулацијата и тоа влезе у подсвеста на луѓето. Значи, оваа власт не е ни кадарна, ни способна да направи ефтина струја. Према информации, нешто ги гледам со овие приватни оператори, тие прават окрс со системот. Значи, лом-паланка, дивеат едноставно. Ова се сега пари, што ќе ги компензира властот со парите, што ги земаат за буџетот, е 5 милиарди таму од кредит пари. Тоа е тоа. Инаку, ништо повеќе ние не добиваме. Има многу да... Ке подсетам само внимателно со тајмерот, но отворени сме повторно, секако можете да се вклучите и големо благодарам за вашето изјаснување во однос на денешната тема. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Значи, зошто да се намали цената на струјата? Па, дали некој од овие што се јавуваат, ги гледаат своите сметки месечни, во кои што пишува дека 90% е субвенционирана цена. 90%, значи, место да платите 5000, плаќате 2500-3000. Тоа е веќе тој придан што го дава државата и тоа е бакшиш. Не може да се смали цената затоа што таа е берзански производ и може да има големи скокови на пазарот и да направи други проблеми. А што се однесува до ова дневната тарифа, ама нема врска со популистички методи. Ве молам, тоа е одлична идеја, заради тоа што наместо да седите цела ноќ, да уклучувате домаќинство, апарати, да готвите, имате можност во текот на денот, околу пладне, 2 сата да правите ручек и сите други работи. Тоа е веќе проверено и докажано. Значи, мислам дека таа мерка е сосема во ред и треба да се примени, ако е можно. Верувам дека тие шпицеви што имаат проблем во струјата се во зимскиот период, во текот на летниот период, во текот на денот ќе може да се обезбеди и ова ефтина тарифа. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. А ево сега малку ќе ве префрлиме на Твитер со оглед на тоа што и твитерџи коментираат и се разбира веќе може да коментирате и вие во однос на тоа што издвоивме, меѓу другото да се надоврзете или можеби да имате поинакво мислење. Ке започнеме со она што е објавено од страна на премиерот Димитар Ковачевски на 27 април. Планот даде резултат, струја и парно има, рестрикции нема. Го зголемивме домашното производство на струја. Овозможивме ефтина струја за производителите на основни прехранбени производи. Училиштата, јавните комунални предпријатија, продолжуваме да се грижиме за сите. А ние секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ако сум... Да, вие сте во црвена линија, повелете. Што се однесува за прашањето за цената на струјата. Прво, мислам дека цената за струјата
веќе нема на она ниво што беше. Затоа што тогаш друга работа беше. Ова е, господинот му каза дека популистичка, дека не е ова ефтината струја, како и да е, ајде за ефтината, меѓутоа, толку скапа струја да се плаќа резимно време, него и овие месеци, тоа е страшна работа. Граѓаните што имат многу мали плати, немат го пројдат месецот онака, а камоли да земат да плаќат струја. Ние, јас сум пензионер, прв се јавувам, ние што имаме помали, па макар има некои што имат поголеми 20-25 и тоа се мали. А камоли ние што имаме уште помали, на вистина никако не можеме да издвоиме нешто од местото да купиш обучена, обувана, а баш како ова да го искористам да кажам, лекови дупло качени. Јас вчера зимав прију, дали верувам, ова за 2 кути порано плати 80 денари, 80. Вчера 170 денари платив за тие 2 кутии. Така, благодарам за вклучувањето. Продолжете да не следите, да слушнеме и што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Не, гледач е следниот. Се слушаме? Да, се слушаме во црвена линија. Благодарам. Прво, јас сакам да бидам поразлични од претходните. Во мојата излагање позитивно ќе биде. Прво, во медиумите слушаме дека струјата, значи, се продава сега 2 дијала. Па подобро е нашите производители на електрична енергија, значи, побо да ни ја дадат да нас, значи, капацитетите да работат, значи, да работат за нас и ние да потрошиме таа струја. Место некому да правиме добро, да му ја дадаваме некому без пари, тој да користи таа ефтина струја. Зошто ние да не ја искористиме? Посебно што ние сме, да речеме, околу 80% со ниски примања, ниски пензии, а тој термин од 2 до 4 часот, многу работи ќе се свршат во домаќинството, место да стануваме ноќе, да правиме, што се вика, перење, готвење, пеглање и така натака. Значи, ми се чини дека ова ќе биде едно позитивно, а сите нека критикуваат владата, но ова е позитивно. Ја ми се чини дека не ги бранам сегашните, не ги кудам предходните, но ова што е позитивно е позитивно. Се на крај сакам да ги скористам времето. Еден тамо граѓанин, значи, колнеше и 300 глупости кажуваше, ке ве молам, уклучете ја црвената линија, ние и вие сме јавен медиум, да не брукаат, да не... Благодарам за вклучувањето. Секако црвената линија и така ако се вклучува, особено кога се зборуваат погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза и зборови кои што алудираат на насилство. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Па црвената линија постои, меѓутоа црвените луѓе во главите, ако нема граница во бранењето на едните или на другите партии, ние ќе пропадаме и така ќе пропаднеме. Затоа ќе предам на струјата, а ние не се прашуваме зашто владата префрли на СМ 50 милиони евро сега пред некој ден. Кој увезува струја, кој извезува струја, кој ја продава струјата, кој наплаќа за транспорт на струјата. Нека овие новинариве истражувачки, нека видат во што е проблемот, кој ни го прави ова дередже. Како може да биде од влада 90% помош на нас потрошувачите? Како може? Па ние тоа секој треба да има од 20, 30 до 50 или потрошувачи струја и овие 90% ни помагат и платиме 1, 2 или 3 хиляди. Срамота е ова, не лагат сите, а ние веруваме. Не лагат сите, а ние веруваме. Не плачкаат сите. Па економија, па финансии, па образование, па полиција, па одбрана, па собрание, па влада, па сите не плачкаат, а ние веруваме. СМ. Кои се тие СМ? Кои се навлезени сега во таа струјна комбинација? Малко се свестиме ние како луѓе, како народ,
Пошто ако ги браним опозиционите, треба гледат и тие изгласаат покачување 90-100%. Ако ги браним овие душмани што владат, и тие се за никаде. Затоа национална сончева топка македонска. Благодарам многу за вклучувањето. Ќе продолжам секако со уште еден твит. Малку интересна информација, Иве Дамјанев од група 3 напишано: на времето татко ми имаше направено релејна склопка за бойлерот која се врзуваше директно на табла, онаква стара со топливи осигурачи, која реагираше на сигналната сијаличка за ефтина струја. Сега мора со тајмер. А 100 марки ретвитнала: егеска ми е машинава за перење, па ми се паузира сама цело време дека не е на ефтина струја или и дошол крајот. А ние секако не се уште доден крајот на црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Вака ќе кажам многу кратко. За македонски прилики струјата е прескапа и јас навистина не знам што владата субвенционира, ако двочлено семејство за месечно за потрошена струја имам 5200 денари, од кој па безмалку половина додата некој си транспорт за електрична енергија. Втора работа на што јас би сакала да ставам, да скренам внимание, се немам ништо против тарифните групи и модели, меѓутоа требаше да бидат малце попаметно скроени, за да бидеме барем колку толку еднакви сите граѓани на територијата на Република Македонија. Не ние во внатрешноста каде што немаме централно грејење, да плаќаме и за вас во Скопје, за владата да ви го субвенционира грејењето, за да не останете без грејење, а по кој знае кој пат ќе повторам, ние битолчани секој ден се зголемува бројот статистички медицински докажано на заболени од рак, ама немаме таква привилегија, барем да имавме малце повеќе киловати за грејење, него имаме како сите, произведуваме, се труеме, а сите другите имаат поповолни услови. Иначе, свесна сум јас дека економска криза, сиромашна држава, ама малку некој да мисли, ние сме земја на старци и на инвалиди. Сите 90% треба се греат на струја, така ќе биде најбезбедно за сите. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Вака, сите ова влада не чини за ова да помогне, за оно да помогне. За да помогне, ова надомесу за пренос на дистрибуција. Нека ја намали, ќе ја намали ако ги пресполови вработените таму. На секој избори, секој бара да се запосли. И таму се запослува. Запосли го на друго место, нека ја го плачат граѓаните. Намали ги вработените, този вработените се плачат од овој надоместо. Не плачат парите од озгор. И така ќе помогне на сите граѓани реално. А не вакви категории, онакви категории, по пријателство, по оно, прв дошол, прв услужен. Благодарам. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Ве слушаме одлично. Поздрав и до вас. Оној брзоплетиот наш новинар што издаде како полицаец. Многу му благодарам. Сега и за струјата ќе му кажам. Па, струјата не е намалена ништо, ниту пак ќе се намали струјата. Тој дали го слушаше неговиот еден што му рече и во Скопје рече човекот како може најефтина струја граѓани да плаќат по 100 денари. Што се занесува овие луѓе? Па отидува преку тркалата, преку штрафовите. Сите имат изгубено свест. Удари, добива. Тркалото да го вртам јас ка моето тркало. Па да уште едни потреси да добиете и да реагира цела планета. Сакате, прашај го него сега. Тој ми е татко. Се издаде, глупа еде. Браво, толку го подзе. И тоа е црвената линија, ама тоа е тоа, најверојатно јас ево уште еднаш ќе повторам. Внимавајте во изборот на зборовите, се може да се каже, се разбира, ставот ваш е добре дојден, но изборот на зборовите секако нека биде пристоен, нема потреба од погрдни зборови и нели навредување. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас ќе кажам вака.
Не сакам намалување на струјата, не сакам ефтина тарифа, сакам да си одат што побрзо може оваа влада и гарнитура сега што е моментално на власт. Не сакам повеќе и не можам повеќе да ги гледам. Зошто јас, господјо или господице Тина, сметката за струја ја добивам денеска 3, а на нејзе пишува дека треба да платам до 20. Секој месец мене сметката, на нашиот реонски центар, ни доаѓа сметките или околу први, или после први. И сега замислете, од секој по некој денар камата, кој ги земја тие пари? Зошто јас да му плаќам камата на него? Зошто не ми ја носи на време сметката? Јас не можам поинаку да ја плаќам освен во банка. Ова е резултат на, се разбира, проблематика која треба да реши ЕВН, секако ова ќе биде забележано, а ЕВН знаете дека е приватна компанија. Ви благодарам што тоа ќе го превземете, но сакам да си оди оваа влада. Секако не сакаме да си одите од фреквенцијата на Црвена линија и Телма телевизија. Продолжете да не следите и во продолжение се надевам дека она што ми е најважно, сакаме да слушнеме еве како потрошувачи, дали сметате дека може би е подобро да се намали цената на струјата во првиот блок или убаво и добре дојдено да се воведе оној модул на користење на дневна ефтина тарифа на струја. Добар ден. Добар ден, повтор пат, убава водителке Тина. Дозволено е. Вака, јас сакам една културна реплика да им кажам на овие партиские војници кои што имате многу убава тема, ви е поставено да зборуваме на темата, а не партиски да зборуваме. Нека не ги рекламираат нивните опозиционерски партии, нека кажат вистината. И простата зима исто ги паметам зборовите дека ќе немало струја, готово банкрот, ќе се затворат фабрики и други работи. Немојте, господо. Ценете ја вистината што ја имаме. Јас не велам дека има некоја квалитетна влада, меѓу таа е која е во една тешка економска криза се соочува светот, а не Република Македонија. Што сакате, без пари ли да ви дават струја? Јас би им препорачал на премиерот Ковачевски да не ви наплаќа струја. Па најефтина струја во Европа плачаме. Верувајте дека имаме најефтина струја. Кој сака нека кажува. А за тоа што она му кастрали сметките во Евана, Евана не е државна компанија, Евана е странска компанија. Еден денак Камата, претходнава гледачка, што сакаше да прави политички маркетинг за ДПМН. Немојте така, бе, господо, треба да знаете што е добро, а што е лошо. Изгледа не знаете што е разлика помеѓу сол и шеќер. Треба да научите, па презентирајте. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе и до редакцијата. Поздрав и до вас. Еве, јас ќе зборувам исклучиво на темата и ќе дадам некои податоци. Во март месец 2023, значи оваа година, произведени се 4740.000 мегават часови. Истиот период лани, 22, 350.000. Или повеќе за 44%. Во трети месец 21 година, во однос на трети месец 23 произведени се 61,8% повеќе струја. Субвенционираните болници, училишта, јавни комунални предпријатија, дел од производните капацитети, мали и големи предпријатија. Како е ова постигнато? Ставени се сите капацитети производни во функција. Немаше рестрикција и мислам после се ова наред е ефтината тарифа. Затоа што ние граѓаните сакаме во текот на денот наместо навечер да трошиме ефтина струја. Мислам, тоа не е
никаков популизам, да ви кажам истина. Тоа е потреба наша. И јас да објаснам само уште една работа, гледам има уште 20 секунди, бидејќи сум од старата генерација, понапред наместо пренос на струја денес се користеше мокност 33,33%. Ви благодарам многу за внимание. Благодарам и вам за вклучувањето. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до телевизијата. Поздрав и до вас секако. Јас мислам дека сме незахвален народ. Јас се греам на печка, а внимавам многу на струјата. Плаќам 2000-2300. Зошто? Ќе уклучувам печката навечер. Внимавам кога ќе ја исклучам. На печката си клавам тенџерче со вода. Ако ќе се замрачи за некоја помала потреба. Ако печам горелната, пак ќе си ставам едно тенџерче со вода, да ми се загрене, да ја пуштам ревната така да се излади. Ќе си вршам економија. Ние сакаме, со куски рака и да сетаме, да се топлиме, да го путиме бољеро кој ќе ни сетили, па ние се капевме, пораснавме, не останавме красосани, па бевме чисти, кога си капани, истрани. Ќе си укоча машината по потреба, ќе си ги соберам лиштата колку ќе ми бери машината, нема да ја пустам без да врти. Ние сакаме многу да бидеме галени, да ја трошиме струјата, кој ни дава така? Ај троши ги парите што ги немаш. Не сме народ, незахвален народ, не чечен народ, не работлив народ, не штедлив народ. Само немаме, а сите имаме, границите полни за штетајне, торбите полни од пазар, се ни фали. Ве молам, немојте народе да не трујате со негативности. Бидете малце позитивни. Дајте да живееме, да се радуваме на денот што ни го дал. Благодарам што се јавивте во Црвена линија. Она што станува сега е да погледнеме реклами. Повторно во Црвена линија и тоа веднаш по рекламите, кога доаѓа моментот да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори Црвена линија анкета на прашањето на Инстаграм стори. Воведувањето ефтина тарифа е под А потреба на граѓаните, одговорија 56%, а под Б популистичка мерка одговорија 44%. Како и да е, ние ќе продолжиме со нашата наречена наградна тарифа, која што стартува веднаш под Црвена линија. Морам да признам, одлично се игра и минатата недела и веќе вчера се освоија големите главни награди на генералниот спонзор, па време е да ве подготвам, еве да ви подкажам што прашања ќе ви се паднат на тестот Заврти на Телма. Кој е прикарот на тираносаурусот? Забележате и ова прашање која самогласка е втора по азбучен ред во нашата азбука. Исто така имате прашање на кој празник е именденот на жените кои се викаат Невенка, Зумбула, Јаглика и Роза. И уште едно прашање, во кој град во Италија се наоѓа Дуждевата палата? Па, драги мои, ве чекам во Заврти на Телма.